Одржан е координативен состанок за доследно почитување на мерките и препораките за заштита и превенција од коронавирусот во општина Неготино. Синоче заедно со представниците од институции во општина Неготино, воспитно-образовните установи, јавната здравствена установа Здравствен дом Неготино, полициска станица Неготино, јавно предпријатие Комуналец, општинска организација на Црвен крст Неготино, Центарот за управување со кризи, противпожарната единица, представници од Советот на општина Неготино, одржавме координативен состанок за доследно почитување на мерките и препораките за заштита и превенција од коронавирусот во општина Неготино. Согласно добиените информации од одговорните од секоја установа, а следејќи ги мерките на владата на Република Северна Македонија, се донесоа дополнителни заклучоци, препораки и апел кон локалното население за целосно и доследно почитување на мерките и тоа. Да не се шири паника и страв меѓу локалното население, бидејќи во општина Неготино во моментот нема констатирано заразен од коронавирусот и да се придржуваме кон мерките и правилно да ги применуваме. Со цел за поголема превенција на повозрастните граѓани кои спаѓаат во ризичната група на овој вирус, општина Неготино формира мобилен тим за помош кој ќе пазари наместо постарите изнемоштени лица. Секој граѓанин од наведените категории кој ќе има потреба од набавка на лекови, прехранпени производи и средства за лична хигиена, ќе може да се јави на телефонскиот број во општина Неготино на 043 367 045. Сите институции и приватни фирми од општина Неготино да користат средства за редовна дезинфекција и хигиена на вработените, за странките кои доаѓаат од надвор и да одржуваат редовна хигиена и дезинфекција на просториите. Одговорните на воспитно-образовните установи и училишта да воспостават посилна координација со родителите на децата и учениците и да апелираат на изолација во домашни услови. Локално население да се едуцира за правилно користење на маски, ракавици и други заштитни средства преку делење на едукативни флаери и преку социјалните мрежи. За пријавување на лица кои доаѓаат од критичните подрачја, а не се самоизолирани, граѓаните може да ги пријават на телефоните на Министерството за внатрешни работи, тоа е бројот 192, или телефоните на полициска станица Неготино 367 003, 367 014 и 367 383. Подрачната единица на Министерството за економија да преземе засилена инспекцијска контрола. Општинската организација на Црвениот крст Неготино да изврши координација со Црвениот крст на Република Северна Македонија и да ги разгледа можностите за преземање на поинтензивни активности во правец на поголемо информирање и поголема превентивна заштита на локалното население. Трговците и другите продавачи за време на пазарните денови задолжително да користат заштитни дезинфекциони средства. Такси превозниците и другиот локален превоз на патници да ги редуцира лимиите и истовремено да врши редовна дезинфекција во превозните средства. Посебно се потенцира за засилена и редовна дезинфекција и заштита на работници кои се преземаат со автобусите на работа во Дрекселмајер Кавадарци, како би се намалил ризикот и можноста за евентуална зараза. Секоја институција да направи зона за прием на странки и документи. Полициска станица општина Неготино да има засилена контрола на влезовите и излезот од градот. Полициска станица општина Неготино да спречува собирање на големи групи на млади на јавни места, паркови, бензински пумпи и слично. Јавното предпријатие Комуналец Неготино и противпожарната единица од Неготино да вршат редовно меење и дезинфекција на фреквентните улици во општината. Локалното население да ја подигне јавната чистота преку сопствено делување и грижа за животната средина. Редовно проветрување, чистење и хигиена во просторот во кој се престојува или работи подолго време. Населението доследно да ги почитува мерките на владата, а посебно мерката за самоизолација. Согласно мерките на владата, физичките и правните лица
што не ги почитува и кои ги прекршува препораките, ќе бидат казнети согласно член 205 и 206 од Кривичниот законник. Јавното здравје е заедничка одговорност и од нас зависи.